Добро вечер, се враќаме повторно на оваа дебатна маса на Студио 1, отворено студио на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, денеска понеделнички, целова попладне приквечер со вас. Ќе ви одземем уште 30 на 40 минути време со една дискусија која се надевам дека ќе го привлече вашето внимание. Не заборавајте, утре со вас е колегата Александар Чомовски, секој вторник и претпоставам дека и тој ќе има исто така интересни гости, како што се обидуваме и ние денеска да ги имаме. Вечерва со мене во студиото се колешката Ана Пановска, добро вечер Ана, и колегата Мерсел Билјаги, кој што е професор, а и политички аналитичар. Морам да кажам дека денешната тема ја посветивме на докаде сме со претседателските кандидатури и така натаму, да го просечеме овој момент. Имав проблем да пронајдеме гостин кој што ќе биде малку аналитички и во однос на изборот на Гордана Силјановска како кандидат на ВМРО-ДПМН. За жал, академик Катица Чулавкова прифати и го откаже своето присуство пред 15 на 20 минути. Ово кажувам за публиката, бидејќи ќе беше убаво да имаме барем еден потписник на нејзината кандидатура, кој што веројатно во повеќе детали ќе објаснеше и поривите, мотивите за тоа кандидирање. Но јас предлагам колешката Искра Печеска има еден прилог за тоа докаде сме со сите овие кандидатури, со денешните средби на Али Ахмети и Зоран Заев. Предлагам тој прилог да го одгледаме, па ќе се вратиме на мала дискусија во студиото. Не стивнуваат реакциите по повод изборот на професорката на Правниот факултет на УКИМ Гордана Силјановска-Давкова за претседателски кандидат на опозицијската ВМРО-ДПМН. Освен мнозинството членови делегати на Конгресот во Струга, кој ја изгласа Силјановска-Давкова за свој претседателски кандидат, отворена поддршка досега професорката доби од Социјалистичката партија, во чие соопштение меѓу другото пишува дека изборот на професорката е резултат на изграденото внетрепартиско единство и сплотеност, како и на коалицијското разбирање и взаемно почитување. Честитки и успешна кандидатура и посака и Петар Богоевски од реформистите на ВМРО-ДПМН, кој сепак забележува дека тој не ја памети Силјановска-Давкова како негова сопартијка и од неа бара одговори на неколку прашања, меѓу кои дали името Република Северна Македонија е реалност или не, дали го поддржува членството на Северна Македонија во НАТО, дали е начисто со, како што вели Богоевски, груевизмот и дали ги потврдува незините ставови од времето на студентскиот и професорскиот пленум и шарената револуција. На официјалниот Facebook профил пак Силјановска-Давкова ја објави честитката за изборот и желби за успех како претседателски кандидат од Дорис Пак, претседателка на Унијата на жени на европските народни партии и претседателка на Европскиот комитет за култура и образование. Владеачката коалиција пак е против кандидатурата на Силјановска-Давкова. Таа е надвор од актуелниот концепт на живот, надеж и живење на огромно мнозинство од граѓаните. Така да јас имам почит према сите, дури и према политичкиот противник, кој што еве застана позади професорката, почитувам се, но апсолутно таа е сосема спротивно од концептот кој што оваа влада, мнозинството на граѓани го развиваат во Македонија, па дури е спротивна на концептот едно општество за сите. Иронична е пак реакцијата на демократската фракција на ВМРО-ДПМН на професорот Јове Кекеновски, која ја поздравува, како што велат тие, големата победа на раководството на ДПМН на партиската конвенција и изборот на кандидат за претседател на предстојните претседателски избори. Испиленото кукавичко јајце во гнездото на ДПМН и партиските камикази, учествувајќи на изборите за претседател на Северна Република Македонија, ќе остварат историската победа на ДПМН над соработниците на Зоран Заев. За сега Силјановска-Давкова е единственото познато име кое ќе се бори за претседателската функција на изборите закажани за 21 април годинава. Ете така, ова е некаква добра илустрација за она што се случуваше денеска, вчера, завчера и така натаму, и некако кога ги врагуваме во некакво, веројатно, како да кажем, пред почетокот на првото полувреме на претседателските избори, бидејќи ВМРО-ДПМН веќе има свој кандидат, тој е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Очигледно е дека СДСМ и ДУИ, па веројатно и по широки консултации Заев се обидува да стигне веројатно и Али Ахмети до некаков консензуален кандидат, па тие две теми веројатно ќе не бидат предмет за поголем разговор. Мерсел Билјаги, во времето кога вие бевте пратеник, тоа е почетокот на 90-тите години, госпоđата Давкова, Силјановска-Давкова беше член на владата, на првата политичка влада на Македонија, тоа е владата предводена од СДСМ од господинот Бранко Црвенковски, иако таа тогаш ги застапуваше партиските бои, да кажем на тој начин, на движењето на реформистите, потоа пред дека Андов и така натаму. Ја
Памтите ли од тоа време, од, да кажем, можеби некакви собраниски дискусии, така натаму, експертски дискусии во кроење на политиката од тоа време, професорката? Па добро, професорката на многу мина од нас ни е меморирана како лево ориентирана, значи кадар, и по убедување и по однесување, така што учествуваше во бројни конференции внатрешни, меѓународни, и сите нејзини настапи беа тука тамо, значи, миролюбиви, коегзистентни, како толеранција за правата на човекот, за заедништво, рамноправност. Па и социјалниот сегмент многу повеќе се беше нејзина, значи, струка отколку десно ориентираните сегменти кои припаѓаат на моментално ВМРО, ДПМН и така натаму, но реално беше конструктивна. Понатамо, значи, ја знаеме повеќе како легалист или како конституционалист, значи, цело време оправдуваше и објаснуваше работи кои сметаше дека не се согласно уставот или не се согласно законите или не на поважните закони и така натаму, за цело време вртеше на тоа, иако мора да кажам дека во нијанса можеше да се прочита и некаков културен национализам во нејзините настапи, посебно последниве 6-7 години, но не може со точна констатација да се даде таква етикета. Ние разговараме само за настапите. Така е. Јас предпоставам дека и професорката ќе имаме шанси и во овие студија, како и во другите телевизии, да ги видиме незините ставови, бидејќи Ана се чини дека некако отсуствуваше во изминатите десетина, можеби повеќе години, Гордана Силјановска со ставови по битни прашања. Прашања кои што во крајна линија се допираат и до легалистичките аспекти за кои таа е. Таа не е непозната во телевизиските студија со некакви своји консултативни позиции, меѓутоа де факто некои важни моменти, а имавме такви множество во изминатите години, некако ни недостасуваше, а сега одеднаш ја добиваме како председателски кандидат на опозицијата. Па не, Држи ли ова ја што го говорим или можеби има и некоја друга? Можда не сме ја следеле доволно. Па била присутна во јавни настапи на телевизии, било каде, да речам и во пленумот, беше многу активна, студентскиот. Професорскиот. Да, професорскиот. Професорскиот, за секоја почит што е. Сега ја обвинуваат дека учествува и во шарената револуција. Меѓутоа, кај неја има едни, како да речам, брановидни реагирања. Таа беше посебно активна, да речем, околу 2001. Па потоа 2004. Кога беше територијалното разграничување. Територијалната, па еве се околу името и така натаму, он не е човек кој што не се изјаснил по тие работи. На страна, дали се согласуваме со тие ставови. Но мислам дека таа нема некој, како да речем, шетања во незините политички погледи. Од реакциите кои што ги гледам главно на, да кажем, на страната на десницата, бидејќи ова е сепак нивни кандидат, гледаме на голема поделеност. Гледам дека има иронија околу незината кандидатура, гледам дека има директни спротивставувања, гледам дека има струи во ВМРО, ДПМН и околу десницата кои просто се обложуваат на незиното губење на кандидатурата, на председателската кандидатура, за да тоа го наплатат преку смена во раководството и така натаму. Како ви се чини таа игра? Добро, тука има игра, таа формално не е партиски човек, иако јас можам да речам по моја оценка дека е повеќе од партиски човек. Дури дека е и аниматор на некој начин на партиската агенда на ВМРО ДПМН, особено близината со председателот Иванов што имаше, и тука доста креации сметам дека има од незина страна. Како правен советник, како правен уставен советник, да? Како тврдо крило на, како да речем, ако сакате и на науката, дека еве,
И околу името, и околу уставот, и околу... Да, ама не памтам незини ставови, можеби, јас не памтам. Да. Околу аболициите, околу джепните вета, а тоа се еминентно правни Ама не, тука позиции. имавме Можам возда. да се сетам на политички ставови. Околу името, околу, Да. што ја знам, одредени аспекти на македонската Да, меѓутоа не се идентитет. пројави, да речеме. Па затоа велам, тоа е не сепак се нејзина пројави. специјалност. Не се пројави. Ја мислам дека и поддршка председателот Иванов имаше во тоа лоби професорски доста И од незина страна. од нејзина. Не се? Добро, мислам дека ако направиме компарација поранешните нејзини настапи, значи на професорката, потоа 2001 и 2004, па и наваму, значи имаме една сериозна трансформација. Во односно, мислим, и легитимно е да се промена ставовите, ако и тоа е природно понекогаш, што ние сме луѓе и може да ги смениме дека наши ги сватања. променува ставови? Ја мислам дека радикално се променет нејзините ставови. Од онаа позиција што ја судија кој опишувавте на мнозинството. почетокот. Да. Од тие позиции. Затоа има реакции. Оти јавноста ја знае, значи, почетокот на кариерата на професорката, која беше доста умерена, знаеше да балансира и така социјално, како ориентација, повеќе лево. Иако партијата која беше дел, практично припаѓа на центарот, значи, но сега практично таа е сведена дојде во ситуација да отиде во една, не кажам крајна десница, во една голема десница, сериозна десница. Не знам дали ќе се справи со тоа, оти сепак таа десница, значи, како во МРОД има променет во стратешкиот идеолошки код или идеолошка матрица, значи од една партија реално националистичка, но прозападно ориентирана, изворно. Ние знаеме како Лјупчо Георгиевски ја водеше таа партија и така беше формирана. И од луѓе со таква ориентација беше формирана таа партија. И сегаш наеднаш имаме во сосема друга насока, значи проруска ориентирана и таа доминира и мислам дека и постојната раководство се уште нема дефинирано која ориентација, дали балансира затоа што стварно тие сили стана многу јаки во партијата или верува делумно во тоа или калкулативно балансира меѓу тоа што мора да се движи и мора и да верува. Нејзиниот одговор на конвенцијата на ВМРО-ДПМН практично ги потврди сите ставови или речи сите се ставови на раководството на ВМРО-ДПМН. Тука е интересно. Ќе треба да видиме што е нејзината позиција околу Преспанскиот договор и перспективата. Што е позицијата околу интеграцијата во НАТО. Околу на крајот некој денеска се пошегува ќе мора да се потпише под Република Северна Македонија доколку победи на изборите. Ана ќе може ли таа да го дигестира, да кажем? Доколку излезе, да речеме, да победи, тоа сигурно ќе го направи без никаков проблем, бидејќи било кој од ВМРО да победи, ќе си се подпишува под името Северна Македонија и ќе ужива. Дури мислам дека толку таа валкана работа во навод, други веја завршија и они можат да се тераат навистина одлично. Легалистот Гордана Силјановска Давкова, не знам како тоа ќе го направи, бидејќи цело време се повикува дека Уставот го прекршиле и да не збориме се сите работи, да не ја шириме во процесот до ова Преспанскиот договор. Да, сега што ќе го прекрши Уставот? Овој Устав? Кој Устав сега таа ќе почитува? Да, тоа ќе треба да се провери. Ние имаме Устав сега. Така. Во кој Устав пишува Северна Република Македонија Север? Добро, јас колку сте забележав нијанси, таа вели добро, тоа е тоа, но јас ќе се потрудам да видам што тоа може да се врати назад. И тоа е отприлика позицијата која Мицковски цело време ја заговора. На прашање, добро, ма кажете како ќе видите кој ќе доеме на власт. Тоа е во принцип одговорот. Сепак сакам да ве прашам нешто друго. Професорката Гордана Силјановска Давкова се чини дека има еден капацитет плюс
на кои што веројатно и во ВМРО ДПМН сметале, а предпоставувам дека и ова следното што ќе го разговараме за СДСМ, дека има капацитет да привлече неопределени гласачи. Ќе мислам дека како и секогаш и овој пат само партиските математики нема да донесат до успешна кампања за партиите кои стојат за своите кандидати. Има ли Гордана Силјановска-Давкова тој капацитет да привлече од ова неопределено тело кое што во Македонија се движи меѓу 30 и 40 отступа и плюс-минус зависи кога ги мерите ставовите. Мерсел, го има ли тој капацитет? И второто, има ли капацитет да привлече и немакедонски етнички гласови, бидејќи тоа е исто така дел од равенката за да се стане председател? Тоа второто старт, мислам, се исклучува, барем во голема мера се исклучува. Мислите затоа што, такво е расположението? Мислам, од самиот факт што е дел од кандидатурата на ВМРО, по автоматизам пораката е тоа. Кого и да, значи тоа не е лично, не е персонално, зашто е поврз структура на ВМРО ДПМН и не верувам дека толку лесно тоа може да се подзаборави со оглед на политичкото дејствување на ВМРО ДПМН цело време со некаква етикета, поделби, омраза. Ја мислам дека цело време тој проблем ќе биде и реално и ако случајно значи биде избрана за председател, значи третиот сегмент омразата кој е дел на идеолошката матрица на ВМРО ДПМН е скоро неизлечлива на овие колку 20 и нешто Денеска во години. дневникот ни беше гостин господинот Ивица Конески, бившиот градоначалник на аеродром, кој што беше и во високите раководители на партијата. Тој вели па конечно не е само дуи албанска партија, има и други партии со кои што можеби ВМРО ДПМН ќе треба се обиде да разговара за поддршка на овие председателски избори. Ја мислам дека не, и да има, а не знам дали има, не сакам да навлегувам на спекулации кои ги вртат одделни помали политички партии, дури да има, дури да сака дуи. Иако дуи доста од тоа има загубено, ја мислам дека и рапидно тоне. Дуи за нејзина среќа, значи се уште нема посериозен организиран субјект кај Албан, за да може да се собере поголем број гласови и да дуи замине во историјата. Но како и да е, дури сите албански партии да се обединат теоретски, да кажам, дека ќе ја поддржиме кандидатурата на ВМРО ДПМН. Неизводливо, значи тоа. Кај гласачите неизводливо. Апсолутно. И мислам дека ни предпоставувам дека кандидатката ќе претендира на тие гласови. Сега дали на тој дел што вие ги нарекувате неопределени, малку е проблематично професори да станат политичари популисти, значи да држат популистички говори, тоа е многу тешко, затоа што имаме еден председател кој прилично тоа го прави изминатите 10 години. Да, со исклучоци. Национални интереси. Да. Но да држите говори, да импресионирате, значи тоа е некаква, да вредите магија врз голем број луѓе, тоа е невозможно. А не има ли шанси професорката да врги магија врз неопределените гласачи? Приличен резолутет. Не, ја имам јасен став. Не може да има, затоа што таа, независно дали е некој со книшка или не, таа е ВМРО ДПМН по дефолт, што се вика. Така да не верувам дека некој сега ќе се подлаже со надпартиски, подпартиски. Добро, и од овие кои што се незадоволни од владењето на актуелната власт, а не се ВМРО ДПМН? Може прво треба да се види и кандидатот на се разбира, коалицијата. треба да се причека, значи, се разбира. тука може да биде, сега и за тоа ќе е поразговараме. многу битно. Може да некој од незадоволство, меѓутоа не верувам. Не, тоа е... Повеќе би биле воздржани отколку... Мислите, не би излегло, може би? Имаме еден сериозен проблем во однос на кандидатите, изгледа политичките партии инстират да нивниот да го имат кандидат под контрола и евентуално значи идниот председател да биде под контрола, да не кажам, да не кажам, веќе се покажа тоа неколку години уназад, значи практично да ги претвори какви политички или партиски портпароли и тоа се покажа дека може да функционира, за жал. И видовме дека функционира и сега Ако тоа е да се оглас, вмешат, мислам, самиот чинот оглас
да објавите да се пријавуваат кандидати, тоа е докрај несериозно. За жал го направи двете структури на политички партии. Тоа е исто, значи тоа е, не сте рибарско друштво, па ги повикувате сите рибари да претендираат да се јават на оглас за председател на рибарско друштво, вие избирате председател. Значи, важна личност, обединувачка, од социјален, етнички, институционален, значи, не случајно се вика татко на нацијата, кој ќе биде над партиските интереси, обично ако се избира председател на држава, нели во собранието, а ние реално таков систем имаме што треба во собрание да го избираме председател. Ние само трошиме поради дефектот што го имаме во уставот. Во политички систем ние избираме председател во непосредни избори, а не сме ни председателски систем, ни полупредседателски Добре, ама тоа ако систем. не се лажем у ваше време дека бевте пратеки се усвојуваш. Точно 91-а, значи е прифатен уставот за жал. Затоа за жал велам, тоа е. тогаш требаше Мерсел да интервенират. Добро, сакам да ве прашам и двајцата, што правиме со другата страна? Денес Али Ахмети и Заев се сретна, очигледно помина една-две недели во некакви мали препукувања, зацврстувања позиции, острење заби и така натаму, но гледаме дека денеска се тоновите, иако не дошле до име и до договор, тоновите се помирливи. Ана, какви се шансите да излезат со заеднички кандидат? Па мислам дека се големи шансите. Некако има некоја меѓусебна зависност сепак. И интерес. Друго е, па тоа токму во тоа е. Меѓутоа, и тука треба малце да се почека и да се види што е во игра. Обично, кај нас секогаш има некои игри, да, ќе имаме заеднички, ама ова да попуштите, па ова вие да попуштите, така натаму. Ако се најдат во попуштањата, мислам лесно ќе го најдат ликот. А ликот ќе биде Мерсел од овие што веќе се вртат или може да очекуваме некои комплетни изненадувања? Па се е можно и тешко да се прогнозира. Ја не верувам дека некој знае точно кој ќе биде. Можда во овој момент не знаат ни Заев, ни Ахмети, апсолутно. претпоставувам. Затоа што се зависи како е релацијата со односот на силите внатре во партијата и во коалицијата. Ја мислам не само во партијата, например во партијата можеби председател на партијата има големо влијание и ќе ги убеди главните чинители за одредено име, но има одредени структури околу партијата, значи вклучувајќи албанските политички, не зборам само за ДУИ, кои можеби имат пикирано некој кандидат кој се смета дека кај нив полесно може да помине. Значи, може работа да остане чиста калкулација, за да добиете повеќе гласови, И значи треба да двајцата тоа ве име. прашувам, треба да Така биде што- експлицитна партиска личност или некој кој што може да блендира? Исто Ја како и кај мислам Гордана. дека значи комбинацијата мора да биде во насока на тоа да биде повеќе коезивна личност, која ќе биде прифатлива значи од повеќе структури, етнички, социјални, интелектуални. Значи сите компоненти мора да ги има предвид, а луѓето не малку мислам и се заситно тоа партиски бој. Дури ја мислам дека паметните партии би требаше да ги ловат луѓето кои немаат партиски бој, а имаат висок авторитет. Тоа ли е Тоа ли е цртежот, фотороботот? Фотороботот треба да биде способна личност. Треба да има зад себе нешто создадено. Вие знаете. Биографија некаква. Па биографија, ма која што создала нешто. Некој кој ќе рече татко на Мајка. нацијата или мајка на нацијата, јас лично имам отпор кон тој избор. Прво се интимизира многу со таа. Треба да биде способен човек, способна жена, И кредибилитетот независно. минатото. Молам? И кредибилитетот минатото. Кредибилитет и нешто да оставил зад себе луѓе. А, знаете, и во Америка се знаат, тројца, четворица се татковци, другите председатели не се. Така, така е. така да мислам во случајов, еве и за СДС, небитно е дали е партиска или не партиска, значи битно е ликот. Второ, би сакала да не биде од најтесното раководство на партијата. Речеме од извршен одбор или така натаму, да биде малце полефтерно заради членството кое што обично е загнато, како да речам, заеви. Па тоа се чувствува и кај ВМРО. Не им е кејф, да речеме, што вака непартиска личност
Да, ги секако личност представува. која не е дел од нивната номенклатура партиска. Партиските луѓе си размислуваат што таа, нема потреба тој, нема потреба, не лепел плакати, не се качувал на гајба по митинзи, така натаму, остав. Значи, добро е да биде некој што е нормално со таква провиниенција на крајот на криштата. Овде не се работи можда за луѓе, толку колку за ставови луѓе. Ние сега ќе бираме како ќе оди Македонија. Не кого ќе избере, него луѓето да кажат дали тргаме и одиме по патот на Преспанскиот договор и се понатаму што следи. Со други зборови, ова јас денеска воспоставив теза дека практично изборот за председател овој пат на Македонија ќе биде за или против Преспанскиот договор и ќе биде за или против Груевски заев во крајна линија, ако сакате, бидејќи таа се уште не е изфилтрирана, да кажем, таа политичка енергија. Во право ли сум кога тврдам тако нешто или сепак ја надминавме таа фаза? Ако случајно победи ВМРО ДПМН, тешко на тој кандидат, значи или идниот председател. Ако губи, кандидатот тешко на таа партија, ВМРО ДПМН. Како и да се случи, значи едната страна на едната ќе биде тешко. Оти, ако победи, победата има 100 татковци, но поразот е сегоја сираче, нели? Така е, да. И мислам дека ако Делот по политиката, секогаш кога губиш си сам. Апсолутно. Кога победуваш, сите се со тебе. Ако изгуби кандидатот, тогаш мислам дека проблем ќе биде внатре во партијата, ќе барат Тоа веќе го најавија. дежурен виновник, кој бил виновен за тоа, веќе беше најавено од одделни структури, што според мене се пак се релевантни структури, не се треба да се Важи ли тој и за СДСМ? Да, исто. Истата логика. И да. И мислам дека повеќе важи за ВМРО отколку за ЕЗСМ, ЕЗСМ се уште ги е инсталиран и постои во однос на власт, а тука имаме лидер кој се уште е слаб, не може да зајакне, има повеќе струи кои јавно функционираат, во ЕЗСМ може би прекриени, не се гледат, и тие се дел од власта, така што тоа ќе се рефлектира двојно по ризично во партијата која дел од А што е Значи, битно, Мерцел, дали во партиите нешто ќе се рефлектира? Ние дали сме свесни, се извинувам. Не, ние зборуваме Дали за сме последиците, свесни? не Не, зборуваме па последиците дали за има резон или Македонија. нема. Ама за Македонија кои ќе бидат? Замислете сега некој ви вели, јас сето тоа ќе го ревидирам. Сето тоа до сега што е направено, ние ќе се вратиме, ќе тргаме по судови, Ана, ќе знаете бараме што, правда по официјално- А и светот. нема да го прават тоа. А нема да го прават. Чекайте, Ама и да чекайте. го прават, ќе не замајат Официјалната луѓе. позиција на ВМРО ДПМН е токму така, Па како што ја немојте тоа, опишувате. тоа назад Да, е. да, ама не- тоа е што ќе официјалната прави ВМРО? позиција. Ние ќе го ревидираме Воопшто небитно е. договорот. Воопшто не битно. За Што ќе тоа прави реков Македонија? дека тешко на кандидатот ако евентуално ги добијат изборите. Тешко ако Значи, победи. да, апсолутно. Што ќе прават? Телевизија нема да со има. таа, значи, стратешко конфузирана идеолошка матрица на ВМРО. Тоа е прво. Добро, Како како ќе се действува одржи кандидатот? евентуалниот пораз Што кај ќе- СДСМ внатре, доколку СДСМ ги изгуби изборите? Со да победи кандидатот на опозицијата. Кој ќе бидат таму потресени? Најверојатно тогаш, ја мислам дека и таму има сили кои би сакале веројатно тоа да го користат и ќе имаме двоен напад на владата или делот на владата. Прво од ВМРО ДПМН кои одма ќе би побарале значи предвремене Парламентарни избори. И второ од внатре групи кои ќе бидат незадоволни поради затоа што нивниот кандидат не бил дел од играта и веројатно со аргументи дека ако бил тој и тој веројатно ќе ги добил изборите и тоа може да се врти колку сакате и на тоа да се повикуваат пак, значи штета се има и другата страна. Ана, како ви се чини за најверојатно. СДСМ? Се. Не можам да дадам проекција дали ќе се губи. Значи, Не, ние не се занимаваме со Ако, тоа кој би победил. ако, да. Јас говорам ако се случи да победи опозицијата, како ќе се рефлектира врз Заев, бидејќи подеднако како врз Мицковски. Да, Ќе има барања за апсолутно. Дури дали ќе има барање или самиот ќе се повлече, тоа е веќе стварна техника. Мислите дека тој тип на пораз
недвосмислено ќе ги доведе лидерите во позиција да мора да имаат политички консеквенции, па дури и по позицијата во партијата. Најверојатно. Добро. Дали ако е тоа така, тогаш опцијата за бойкотирање на вториот круг не станува одеднаш активна опција. Бидејќи на крајот на криштата за таа опција ќе решаваат партиските раководства, лидерот на едните на другите, во овој случај веројатно многу повеќе на ВМРО ДПМН, бидејќи се тие кои што како да кажам, уште од сега најавуваат дека се плашат. А ја мислам дека не е лесна работата, дури за ВМРО ДПМН, од и таа струја која е против истакнатиот кандидат, ВМРО ДПМН, веројатно ќе врши притисок и ќе каже само ако имате дебели аргументи и причини, зошто нема да отиде на втор круг. Значи, ако мислите дека изборите се излажирани, не знам, полнети кутии, дајте ни ги точно аргументите. Ако не, само тоа е работа која ќе се случи внатре во ВМРО ДПМН. Ако не, тогаш вие сакате да бегате од дуелот за да се спасите себе си како лидер на политичка партија. Значи, конфронтирањето, без оглед на тоа внатре, без оглед дали ќе се бойкотират или не, ВМРО, ако има лош изборен резултат, мислам дека ако ми дозволиш малку претеруваш, во која смисла? Зад кандидатурата на Гордана Силјановска застанаа 408, ако не се лажам, конгресмени, под директна палка на раководството Мицковски. Така што ми се чини дека ако во вториот круг некој таму процени на чело со Мицковски дека треба да се бойкотира, нема да има струи и фракции кои што ќе го спречат во тоа. Вака говорам врз основа на гледање од страна. Сега не знам што би била динамиката внатре во партијата. Добро, сакам да кажам, не е апсолутно и моето искажување дека мора да биде така. Но познавајќи ги релациите, мислам дека струјата која не ја контролира Мицковски или се против Мицковски затоа што се игнорирани, не е незначителна. Те се една релевантна група, доста влијателни луѓе, дури финансиски стојат добро. Ја мислам дека не е проблем да создадеш раскол во партијата, од самиот факт што ќе најдете, не знам, неколку новинари, неколку медиуми кои цело време тоа ќе го вртат. А тоа не е таа одлука не е лесна, се разбира. Ана, бойкот како варијанта во политика? Не очекувам, да, како варијанта ја не ја сакам. Без разлика дали се референдум или било што, мислам дека е тоа добро се како став. Бойкот одлика на послабите. Како став, секој има право, демократија. Меѓутоа како појава, воопшто мислам дека е штетна. Како практика? Како практика, да. Штетна и за граѓаните, затоа што прво не си најасно. Еве, со референдумот едните викаат успешен, другите неуспешен, цензус немаш. Меѓутоа тоа беше успешен референдум. 600.000 и повеќе имаше гласачи. Што кажа да. Кој сака не, нека се каже не. Тука е, тоа е она што го сметам. Тоа би се рефлектирало и на овој вид на бойкот ако се случи. Па сега не верувам дека би имало бойкот. Значи мора да изнајдете дебели аргументи зошто ги бойкотирате. Вие сте биле во политичка партија. Дебелите аргументи ќе бидат резултатите после првиот круг. Да, точно, и тука завршуваат сите дебелини на аргументите. Ако е резултатот неповолен, мислам дека ќе има луѓе кои ќе заговараат бойкот. Но ќе имате десетина меѓународни релевантни организации и фактори кои ќе кажат тие истите што ги притискаа за Преспанскиот договор, тие истите што ги притискаа за интеграција во НАТО. Ама тие се надлежни. Па сакам да кажам, мислам, ние видовме дека има еден отпор издржливост. ОДИР, значи не е компетентен за таа работа, тогаш која е друга? Не, ама не мислам дека тие ќе ги притискаат нив, тие може да го кажат својот став. Да, став. Тие само ќе го кажат својот став, а ставот но после тој став најверојатно ќе следи огромен притисок дека не смет да ги бойкотирате за да се руши цензусот. И кај јавно се мислиме созрева, ја не сум сигурен дури и ВМРО-вци кои се против кандидатот на левицата или на СДСМ се сити со тоа бойкот политика. Значи сите сакат да тргне државата макар со слаба кондиција отколку назад. Ајде да видиме дали е така, Мерсел. Дали постои една теорија дека на Дуи би му одговарало доколку не заради нивна вина пропаднат председателските избори за да
председателот Талат Џафери продолжи како технички председател до воредните избори, бидејќи очигледно дека потоа би требало да се отвара уставот и така натаму, а тоа секако ќе трае барем до наредните парламентарни избори. Можда го е Дуи во позадина да прави активности со кои што ќе демотивира излегување на избори. Може би со некакви паралелни договори со некои од партиите. Нема многу доверба на таа структура. Може би повеќе сум среќен дека нивното влијание се намалува, и ние видовме кога кога беше референдумот. Реално, значи, Дуи беше тотално аут, воопшто не заинтересирана. Значи, луѓето кои на терен, ако, например, се одржуваат изборите локални, парламентари, така, тие се ептем активни со сите методи. Ги немаше никаде, значи. Се постава прашање зошто. Не беа активна цело време, 20 години, значи реториката е во насока дека сакате НАТО, сакате Европска Унија и едва чекат да стигне таму. И не сум сигурен дека едва чекат да стигне таму. Па именно. Може би обратно е дека има ли во оваа конструкција некаква? Ако идеме тамо, идеме нели некој тоа го чувства како кланица. Согледна се мисли логична политичка кланица. Да. Мислам дека Дуи нема некој бенефит да има од тоа Талат да биде и едно и друго, нели? Во случајот не оди тој. Да, председател за председател, па се Мислам, тоа е преседан, ние не го знаеме тој искуство, ќе видиме што ќе се случува. Малку, кога беше атентатот и така натаму, кратко нешто имаше обид, но тоа е така по устав. И така би било. Особено што доколку вака пропадат изборите, тогаш веројатно потоа би се отворил уставот за да се смени изборот на председателот, што значи дека во тој случај господинот Талат Џафери ќе има една видно поинаква улога и многу повлијателна, претпоставувам, па и подолгорочна. Да. Но не мислам дека Дуи има потреба, има председател на собрание, тоа е јака втора фигура во државата. Не мислам дека сега баш ќе сака и да прави разни финти за да дојде и до председател, тоа малце е премногу, можда. Не би се зафатила барем со тоа, и сепак треба да има, си го собере телото. Поважно е да таа поента, гласачкото тело собствено да го консолидира. Да го консолидира. Значи ли тоа дека има резон да другите помални албански партии всушност излезат со своји кандидати кои ќе бидат етнички албанци? Ја мислам дека ќе излезат. Мерсел, тоа ќе се одрази ли на евентуалниот распоред на, барем во првиот круг говориме? Дали тука мерењето на силите нема да биде исто така важно за таа политичка динамика? Тешко без да имате сондажи, анализи, сериозно да зборите на памет, мислам. Значи, таа логика во овој случај не функционира, но можеме да кажем мислење, мислам дека сепак луѓето се свесни дека помалите политички партии, ако истакнат кандидатот, знаат дека тој нема никакви шанси. И веројатно ќе надвладе тоа дека подобро да си поддржиме во прв круг еден порационален председател кој ни треба, отколку да играме на оно да трошиме енергија. Мислите дека има шанси села да го поддржи кандидатот на ДУИ и на СДСМ како консензуален? Тоа е можно да се случи, но можно е и ако не се договорат да истакнат. Беса веќе на Касами излезе дека нема да го поддржи ни еден кандидат кој што го предлага ДУИ. И сега се поставува прашање, тоа значи дека ќе одат со своји кандидати, и дури во изјавата беше дека ќе се обидат да направат заеднички кандидат на помалите партии. Ја мислам дека евентуално ако двете помали партии, значи на Касаби и на Селја, истакнуваат нивен кандидат, тој ќе одземе еден дел, но верувам дека тој дел ќе биде многу помало отколку вака пошироко, значи политички партии Беса или сега се вика алтернатива. Ја мислам дека има и таа има добро влијание и така што важно е да не остане таа коалиција, значи меѓу пошироката коалиција на СДСМ со ДУИ. Оти ДУИ спогодбата со ДУИ што за жал е направен до сега како договор и за кадровските прашања негативно се одрази во албанците. Оти
Сепак, значи, дуи со тој квантитум на гласови што ги добил и претворен во пратеници, добил многу повеќе во кадровската номенклатура од колку што Реално би припаѓале. му припаѓало. Така што тука е грешката огромна и тоа можеби ќе има некаква цена сега во однос на СДСМ што го занемарил овој проблем и ќе видим, баш ќе биде интересно како тоа ќе се рефлектира. Добро. Значи ли тоа дека практично, бидејќи гледам дека, ако не се лажам, и двајцата од прилike би се залагале за тоа да се промени начинот на кој се бира председателот во Македонија. И дека мислите, ако не се лажам, дека е подобро да се бира во парламентот без овој тип на големи демократски, како да кажам, вежби и екстраваганции со избори, со кампањи, со заеднички кандидати, со договори, драми, преговори, полноќни, задноќни и така натаму. Ана? И ние во последно време и сакаме да ламентираме, да речем дека председателската функција не е важна, таа е важна. Значи, доста е важна затоа што има страшни ингеренции, тоа го видовме. Можда не гледаме... Или вештачки изведени. Не. Постојат да можат и да се употребат и злоупотребат. Може да ги Зависи злоупотреби. од... Значи, кога ги употребува уставните, да речем, тоа е можда така дискретна фигура. Меѓутоа, која не ги употребува уставните начела, како што беше, да речеме, подпишување на давање мандати, во така повеќе натаму, да прилики, не да. зборуваме, сето тоа, значи, покажува дека таа може да е дрмне Да една влие држава, врз политичкиот процес опасно жестоко. да е дрмне. Да. Затоа сметам дека може би треба да биде вака на плебисцит со избори, но цензусот да биде помал. Да се намали цензусот. Да се намали цензусот, независно, ама после ќе речат можда со 35% или со 30% кој легитимитет го има и така натаму, или тоа, или избор во собранието. Персел, Не знам колку држи сега да се избери тежината на председателот на држава врз тоа што значи прекршување на устав. Значи, не мислиме, веројатно сите ние знаеме дека тоа што се случи било прекршување на уставот и злоупотреби. Не можеме сега да кажеме дека тоа се екстра овластување кои ги нема. Значи, тој вештачки изведел дополнително. Значи, удар. Да, тоа е на некако системот. мини државни удар направено и во нормална држава, дури во уставот пишува се иде у затвор, значи има судска постапка. Но јас би поњел друг сегмент. Надлежностите кои ги има председателот на државата кај нас, значи не се во тој обем што заслужува председателот на држава да се избира во непосредни избори. на широки. Значи, обично, да. Обично, такви председатели со такви надлежности, како што ги има нашиот председател, се избират во парламентот со едно посебно мнозинство, двотретинско мнозинство, за да можеме да имаме согласност и од другата политичка структура која е во опозиција. Значи, една поширока, не би рекол консенсус, поширока поддршка. Еден вид поделба на износ. Тука, значи, распишува, ние веќе сме сити од избори, значи, кај нас, како да се распишат избори, како да се распише одглас за колективно вработување и тоа негативно се одразува во сите сегменти. Оглас за колективно вработување. И пак тоа ќе ни се случи и губиме енергија баш сега, без оглед на тоа што сега немаме овај парламентарни избори. Ние пак со и председателски избори ќе изгуби 3 месеци. Драгоцено време, кај што треба да направиме круцијални реформи и разликата е да... голема и да речеме парламентарни избори, Но пак пржински губиме. влади. Не е исто, но реално пак Ќе беше долга и широка. Барем сега ќе заврши. За крај да ве прашам, има ли шанса во некоја перспектива, ајде да не кажам во нашите животи, да видиме некој да видиме некој независен кандидат кој би можел да направи некакво поголемо влијание и да се пробие помеѓу овие цврсти партиски блокови и така натаму. Што треба да се случи со македонското општество? Дали ова до сега не е доволно? Ја мислам дека за жал се уште, значи кај нас не сме седнати како да направиме исконски, значи изворен политички систем кој ќе одговара на нашата свест, на нашата култура, на нашата реалност, која ќе биде ефикасен. Гледаме ние дека система не е проблем само
изминатиот режим кој беше врв на глупости на сите злоупотреби. Но реално, колку сме независна држава? 29 години, 30 значи години, газиме, нели? Значи никако да тргнеме напред. Нешто ни фали, не е проблем само името, не е проблем само, знаеш, Мора да е блокадна нешто Грција, во значи, системот, не некоја функционира фабричка во мана системот. има. Така. Ја мислам сериозен дефект имаме А во да тоа и сме да свесни дека сме многу млада држава? не, Може сите би се млади 30 држави. години не се доволно. Не сите млади држави се, ево да ви кажам, во соседството, да не спомнам име на држава која е била 30 години зад нас, сега е исто како Да, ама ние. Мерсел, Значи, ќе се ние согласите загубивме дека во во најстарата демократија, оваа што постои 200 и кусур години, Соединетите Американски држави во смисла на елаборирана демократија, ви се случуваат такви хаварии, ви се случуваат такви, ајде сега да Политичкиот живот е цикличен. Ба, Значи, сакам да кажам, може би е тоа нормално за демократијата. Никогаш тие прашања не се затворени, да ви е спомнано и Велика Британија во со апсолутен Брекзит. смисла. Па тоа е таква луѓето- циркузијада за да вие мислите дека тоа не е Македонија, тоа е некоја општина у Македонија дека го изведува целиот. Не, земете ја Европска Унија пред 20 години и сега. Тоа не е иста. Не е ист свес. Значи не се ист луѓе. Например, за младата генерација војна. Па тоа во историја сме че не знаеш за војна. Тие значи не поминали низ тоа. Знам, меѓутоа мојата поента околу председателски кандидат независен и некаков таков е токму заради успехот на разноразни, ќе ставам под наводници, Не, случајни луѓе. само сакав уште нешто кои да што кажам. токму во европскиот контекст одеднаш се пробија. Сашо. Па ако сакате, и Трамп е релативно случаен во смисла на некакви етаблирани Сашо, институционализирани политики. Како и да е. Ние сега представничкиот наш систем е одвоен од граѓаните, од народот и тешко дека има нешто заедничко со нив, посебно со дополнително со воведување на пропорционалниот модел. Со што ги зајакнавме лидерите енормно. Да, и крупните Оти партии. луѓето одговара, значи тие кои се улиса одговарат директно на лидерот и директно од волјата на лидерот ќе види каде ќе бидат тие рангирани. Значи ние дадовме сила на лидерите наместо на пратениците, дури мнозинскиот систем беше многу подобар, заедно дошол. Затоа сите партии во една мала изборна единица, кај луѓето се знаат меѓу себе, се потрудија да истакнат важен, влијателен кандидат, оти да ги победи други Со други кандидати. зборови, Ана, и кај СДСМ, кога ќе го истакне Заев председателскиот кандидат, ќе биде мнозинството на Конгрес, или на што го бираат, на некаков нивно тело, ќе биде 95% за, без никој против, предпоставувам. Овој дефект за кој што Не говори... знам, дефект има уште еден, ако имате разговори за консензуален, ја не знам зошто е Конгресот. Тогаш треба лидерите да го договорат и Нема нема потреба од никаква потврда од не никога. треба, веќе го договараат. Да. И ние Самиот гледа- збор консензуален Да. ја елиминира Веќе демократија. го договараат, веќе сме во процес и ја не знам што ќе прават, кафе да се напијат на Конгрес, што да решат. Јас мислам дека во ова време идната недела, може би во текот на идната недела, сепак ќе имаме целата јавност има повеќе материјал, мислам дека до тогаш би требало да се знае кој е кандидатот на СДСМ, а овие помалите партии доколку истрчаат со некакви своји кандидатури, ќе биде забавно да се види што профил се тие луѓе и така натаму, за да може да се прават по-прецизни некакви елаборации и прогнози. Ана Пановска, Мерсел Билјага, јас ви благодарам вечерва во овие доцни сати што се зафативме за оваа тема, ама темите се тие и ќе продолжиме да ги Тоа ќе го дискутираме. правим. Забавно ќе биде во секој случај. Така е. Благодарам. А вам, почитувани гледачи, ви предлагам да останете со 1 ТВ, бидејќи следуваат едно пократко издание на вестите, а потоа она што следува после вестите се секакви содржини кои што може да бидат од областа на играни серии, забавни програми и така натаму. Јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник, утре сте со Александар Чомовски, 1 ТВ.